Групата од 6 ученици и 4 ментори, професори во Средното општинско училиште Љупча Сантов викендов се вратија од неколкудневниот престој во Кипар, каде што учествуваа во проектот на Еразмус Плюс програмата Доживотна математика. Учениците задоволни од престојот таму се вратија со проширено знаење од областа на математиката. Таму најпрвин имавме предприемен тест составен од околу 20 задачи. Со цел беше да се види колку знаење носиме од Македонија, а воедно во наредните 3-4 дена имавме предавања од директорот воедно и професор по математика и физика во исто училиште. Бевме во училиштето Институт за математика и наука, приватно училиште во Лимасол. Тој ни ги држеше предавањата и ние сме многу задоволни од она што се случуваше таму. Потоа имавме и домашни задачи, а воедно и нашите професори по математика од Македонија многу ни помогнаа во самото тоа. Во сабота имавме завршен тест со цел да се види колку ние совладавме во текот на тие 3-4 дена и да се види дали самиот тој проект донесе за нешто плюс во нашиот живот. Не се вративме само со проширено знаење во област на математиката, се вративме со проширено искуство, а воедно и со нови другарства од Италија, Турција, Романија, како и домакините од Кипар. Сите активности беа одржани во АМС училиштето во Кипар, каде што заедно со партнерите од Кипар, од Турција, од Романија, од Италија, учениците работеа на задачи од математика и на напредно учење на математика. Не само математиката, нашите ученици имаа прилика, односно целата активност се одвиваше на англиски јазик, исто така ги вежбаа нивните вештини за зборување и формално и неформално зборување на англиски. Исто така ги вежбаа користење на напредни методи во изучувањето, затоа што сите домашни задачи кои што ги добиваа беа со користење на Google Classroom и беа аплодирани и резултатите исто така ги добиваа по интернет. Нашиот тим, нашите професорки по англиски помогнаа во изработката на она што се нарекуваше притест, односно на првичното тестирање, помогна исто така во изработката на завршното тестирање. Задачите во врска со и самите активности за обука беа поделени помеѓу партнерите, односно секој од училиштата имаше одредена задача во тие денови додека бевме во Кипар. Можам да кажам дека тие беа добри домаќини, ни овозможија да се запознаеме и со образовниот систем во Кипар, и со дел од нивната култура, историски знаменитости и така натаму. Согласно проектот Доживотна математика, планирано е и истите тие професори и ментори од Кипар да дојдат во Кочани во месец јули и да бидат гости на учениците и професорите од Љупча Сантов, зашто се надеваат дека и тие ќе се покажат како добри домаќини.